Националната конференција Заедно сме посилни, која се одржа во март месец 2025 година, беше практично најголемото достигнување кое што како организација подкрепени од страна на Квина Тил Квина и шведската амбасада го реализиравме во Македонија. Оваа национална конференција беше за да ги поттикнеме уште еднаш жените и девојките со попреченост и жените од руралните средини, да ги покажеме нивните можности и квалитети, дека тие можат да бидат корисни граѓани на нашето општество, да бидат економски независни и да ги вклучиме во пазарот на трудот. Она што е многу битно, на оваа конференција се појавија председателката на државата, евроамбасадорот, потоа се појавија и другите амбасадори од земјите членки на Европската унија, градоначалници, пратеници, кои што дадоа неизмерна поддршка на оваа категорија на граѓани и потсетија дека сите заеднички треба да работиме за добробит на лицата со попреченост и на жените од руралните средини за да го пронајдат местото во општеството. Како организација повеќе од 20 години работиме на подобрување на состојбите со семејното насилство во државата. Од една страна обезбедуваме директна поддршка за жените што претрпеле семејно насилство, во смисла на обезбедување на бесплатна правна помош. Во периодот од 2021 година до денес со поддршка на Квина Тил Квина им имаме помогнато на повеќе од 700 жени во државата да ги решат проблемите од ваков вид. Обезбедивме и бесплатно психолошко советување за околу 200 жени во истиот период и за помал број на жени имаме обезбедено и судско застапување во смисла на застапување од страна на адвокати на доместување на целокупните трошоци во овие постапки. Овие напори кои што ги правиме на национално ниво ги заокружуваме со наше застапување на ниво на меѓународно ниво, на ниво на Обединените нации. Во последните години со поддршка на Квина Тил Квина сме фокусирани на искористувањето на процесот на пристапување кон Европска унија како дополнителен механизам или алатка за зголемување на притисокот врз државата за подобрување на состојбите дома. КИЕХО беше прва организација која што започна со ваков модел на мултисекторски интегративен пристап и свати дека како организација многу повеќе ќе му возможиме на самите жртви на насилство врз жени и семејно насилство, доколку го зголемиме обемот на соработка со надлежните институции. Всушност досега, благодарение на нив, ние успеавме да го прошириме нашето влијание освен во источниот регион каде што сме суверени по однос на давањето на услуги, ваков тип на услуги, и во Пелагонискиот регион и во југоисточниот регион, каде што ја вклучивме покрај веќе постоечките општини и општина Гевгелија, каде формиравме таков тим, а во Пелагонискиот ја вклучивме општина Прилеп, каде што е центар на ваквиот мултисекторски интегративен пристап. И во суштина, благодарение на сите овие напори кои што и како организација и Квина како донатори кои што ни ги овозможија, ние ги јакнеме капацитетите на представниците на тимовите и како резултат на тоа, всушност досега од почетокот на нивната поддршка имаме дадено услуги на над 1300 жени и девојки изложени на насилство и секако огромен број на услуги кои што ги даваме на годишно ниво, кои што се движат над 1500 услуги годишно. Организација Жена Делчево, преку проектот И ние можеме за еднаквост, покажавме дека промените се можни ако има јасна визија, цели и храброст да се остварат тие цели. Отворивме канцеларија за бесплатна правна помош и 363 лица добија услуга за бесплатна правна помош, од кои повеќе од 51% беа клиентки жени. Меѓутоа, таа помош не се однесува само за формална правна помош, туку се однесува и за пружање на услуга за достапност до институции, до бизнис секторот, за начин на остварување на справување со семејното насилство, за начин на остварување на економска независност. И кога сме веќе кај економската независност, тука мораме да истакнеме дека имавме соработка со бизнис секторот и на тој начин се вработија 7 жени во угостителската дејност и во конфекции.
Медуза е феминистичка платформа која благодарение на поддршката на Квина тил Квина во изминатите години успеа да прерасне во една голема платформа за девојки, жени, сексуални и родови малцинства која што им го дава просторот тие креативно и критички да можат да се изразуваат и да го заземат оној простор и дигитално, но и во физичкиот простор кој што им припаѓа, но и недостасува. Изминатава година со помош на Квина тил Квина организиравме и серија на работилници, средби, неформални различни дружби со кои што имавме прилика да дадеме простор на нашите соработнички, авторки по широката заедница со цел некако во овие неизвестни тешки времиња да излеземе од тој затворен дигитален простор и малку поблиску и поинтимно да се здружиме и да почувствуваме едно припаѓање. Поддршката од Квина тил Квина за нас како организација, за T-Think е екстремно значајна, заради тоа што ние действуваме во полето на културата, кое што многу често не се мери со бројки и со квантитет, туку е нешто што се мери со квалитет и што се чувствува со срцето. Поддршката од Квина ни дозволува да донесеме некои светски препознаени театарски трупи, да држат представи преку кои објаснуваат важноста на женското влијање и постоење и важноста на заштита на истото, ни дозволува да нурнеме во некои теми на истражување кои што се целосно неконвенционални и невообичаени, како например нашето истражување за женските кооперативи, и ни дозволува да престојуваме во Особовските планини со 10 девојки уметнички и да размислуваме за правење феминистички театар. Тешко е да се напише ова се во апликација, тешко е да го разберат донатори, а со Квина уште од почетокот ние имаме одлично разбирање и благодарение на нив сме денеска каде што сме, тоест основано здружение на граѓани, а не само колектив, и секоја година ги прошируваме нашите програми и полето на действување се повеќе и повеќе.